на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Мислам дека ова видео е последното видео од оваа соба. Не сум 100% сигурен за тоа, ама сум ко 90% затоа што баш деновиве ко утре заутре веќе го носам компјутерот затоа што стигне бирото и веќе ќе ја префрлувам таму цела опрема, така што најверојатно ова е тоа видео кое што е последно од оваа соба, после тоа одиме во студио. Не знам колку и дали ќе ви фали оваа позадина што ја гледате веќе повеќе од 5 години, ама да, тука ова завршува. Мислам сигурно некојаш барем некој влог нешто ќе ви снимамо тука, али во главно позадината од сега се менува и на видеа и на стримови и на се, така што да не должам толку битно, ми беше само да ви известам тоа. Денеска снимаме пробување на црногорски работи. Моите мили другарчиња Ана и Дреникс беа на одмор во Црна Гора, затоа што се многу големи фанови на моите видеа каде што пробувам работи, решија да ми донесат работи од таму да пробувам, што личат необични, затоа што ова најверојатно не се сите ко потекло од Црна Гора, ама се работи што ги има во Црна Гора, а што ги нема кај нас. Затоа денеска ќе ги пробуваме тие. И јас, затоа што сум многу голем фан на Кока-кола, ќе ја пробам прво Кока-колата. Ќе пробам прво Кока-колата што е уствари Кока-кола од Orange. Ова е Zero Sugar Coca-Cola Orange, што по Балканов ја има, кај нас ја нема се уште. Предпоставувам дека ќе биде нешто слично на Кока-колата со лимон, али да видиме како што вкус има Оранџот. Ќе ги оценуваме и овие работи. Да, дефинитивно многу потсеќа на лимонот и има многу сличен вкус, али пак ова наместо лимон е портокал. Само заради тоа што јас секогаш ја ставам обичната Кока-кола над сите други, ќе му дарам нова една солидна 9-ка. 10-ка ќе ми остане се уште главната Кока-кола, обичната, не можам, над тоа не можам ништо. Следно што едве чекам да пробам е ова. Јас кога видов црни смоки дека ми донеле, јас сорен не разбирам. Тука вика дека ова има оригинални смоки, црниве се уствари Black Barbecue, а зелените би требало да се кисели. Јас ова сега не знам никако се отвара. Вика open here, вака само да... What? Гледате ги какви се внатре. Кај се зелените? Покажете на камера зелени, ете ги зелените. Црна смока. И јас не знам зашто ова чеков, некако за ова се спремив да има лош вкус, затоа што не знам, некако црна смока. А уствари ова Black Barbecue, одлично. Чека, ова претпоставаме, ова нели викаше како обична смока? Да потврдам само, да. Затоа што ова кеса со сите други има мириси на другиве. И ова е зелена смока, што вика дека треба да биде валја кисело. Ова некако од сите. Океј, може би не. Дефинитивно кисело. Океј, не сум голем фан на ова. Како нешто што треба дефинитивно да го пробате, зашто е интересно и ново, а нешто што не толку би го јадел често, би му дал нека оцена 8. Дефинитивно, ако имате шанса, пробајте ги, или ако дојдат кај нас, затоа што кај нас нели сека мора касни, пробајте ги дефинитивно. Monte Snack White Something. Да видиме ова што е Monte Snack. You make me hate this city. Ова личи вкусно. Ова би требало да биде вкусно. Дека е ладно, зашто прв пат се опаметив, додека ми текне мене да снимам, да си ги ставам работи во фрижидер и буквално ми има вкус како на сладолед од ванила. И толку е ладно смрзнато што дури ми доеко да е сладолед, вајда не е сладолед, туку е само некој си млеко. Човек, ова е многу освежително и добро. И јас на ова ќе му дам 10. Значи најнескромно ќе му дадам 10, затоа што е предобро. Следно. Со ова мислам дека ме погодиле ептен. Значи Дреникс и Ана почнуваат да ме познаваат одлично, затоа што ова е некој си начос со начо чиз, тортилјас, чио, something, не знам што е кај нас, ова не постои. Ги внатре какви се, како обичен чипс, и да видиме сега што вкуски има. Начо чиз, очекувам да биде предобро. За ова имам, значи, високи очекувања, те молам, чипсу не ме разочарувај. Ако имав очекување до тука, ова е некаде тука. Така да ќе му дадам некоја 8, затоа што е вкусно, али кога прочитав начо, имав стварно високи очекувања. Мислам дека ако изедам поише, дека ќе ми се свиѓа уште поише, али еве сега за сега од само едно чипче пробано ќе му дадам 8, со потенцијал ако изедам поише да дојде кај 9. А што е ова? Тофита вишне. Ова се валја некои бомбони. Вакви се внатре. Не се бомбончиња кои што мислев, туку се онакви меки карамели. Вакви се, не знам дали можам да ви доловам, али ова е меко. Мислам не е толку меко,
те карамели. Моите жаби не се премногу френдли за ова, затоа што е многу тврдо, како и секој вакви, како буквално карамела бомбона од вишни. Ќе му дам седмица. Океј, дефинитивно не можам зборам со ова уста, али поради тоа што се многу тврди ќе му дам седмица, а иначе е многу вкусно. Ајде, да го направам уште поинтересно видеото. Ајде. Смоки микс. Значи имаме повторно микс, како што беа и другите смоки, со 3 различни. Со тоа што, тука баш и не можеш да ги разликуваш кој е какво. Тоа што можеш да го разликуваш со овие sweet corn rings, се вакви округли, а овие две не можам никако да ги разликувам и се идентични. Едното е обичен кетчап бол, а другото е hot shock кетчап бол. Името hot shock мене не ми се допаѓа воопшто. Тука пишува attention, only few balls are extremely hot. Отсуди се да ги најдеш. Сега прво да ги пробам овие што се обични rings. Ова е прелабо. Овие се прелаби. Натре се вакви. Вие замислете од сите овие крукчиња. Вика дека само неколку се extremely hot. И јас не знам сега што среќа имам. Пример, шо ако сега земам едно и баш тоа едно се погоди да е extremely hot. Дали можам да го намирисам некако? Евре, брат. Кетчап бол. Дали да пробувам додека него не дам лутото? Океј, и ова кетчап бол. И шо ева да јадеш во исчекување? Ете го. Али не е extremely hot. Ова викаше extremely hot и очекував стварно да се излута многу. И колку поише време поминува, уште поише хот. Не е нешто страшно кога ќе ги земеш други вешо не се хот. Туду е баш одличен баланс. Така да, ја на веќе им дам 9,5 од 10, затоа што се многу добри. Следно имаме смоки микс, повторно од брендот на смоки, ајде да ги изгураме овие, со тортилја чедар. Смоки измешани со чипс од чедар. Гледај што има внатри. Смоките не ме интересираат затоа што се обични смоки, ме интересира ова, чипсот. Овој чедар е многу подобар, ама ова не беше чедар, ова беше начо чиз. Па тоа што ова е дефинитивно подобро. Чедар for the win. Но ќе му дам, не ќе премногу да му дам. Ќе му дам 8,5, затоа што се овие се некако поише тврди од обичен чипс. Ајде рековме дека ќе ги завршиме смоки работите и последното смоки нешто ми е повторно некој смоки микс, али се чоколадни и се black and white. Така да имаме ваков микс што би требало да биде интересно. Натре очекувам да бидат зашто вие не ми кажавте да ги ставам во фрижидер? Они ми кажаа посебно за кои работи да ги ставам во фрижидер, не знам колку можете да видите те ги внатре. Кои се многу стопени. Имаат форма на смока. Сега не знам дали внатре ќе биде смока или ќе биде баш чоколадо. Да, смока е внатре. Значи отвари смока обложена со чоколадо и бело и црно. Ова е кул комбинација, не многу нешто на благо на почеток, ама после кога ќе дое смока да отвари, да го прави попријатно благото некако за јадење, не толку благо за тие што не се фанови многу на благо, така да да 8 од 10. Следно имаме Milka Cookie Sensation со Oreo крем. Овие се огромни кукис. Вака гледај, точно колку мојата глава од оваа перспектива. Буквално you can never go wrong with Milka. Значи буквално Milka не може да направи ништо што нема добар вкус. 9 од 10. Не знам, цело време покажувам петка. Али е 9-ка. Ова не ми значи 5-ка, туку ми значи ко ја давам оцената. Многу добар вкус. Браво. Oreo Fresh Milk Snack. What? Не очекував да е толку течно и убаво. Oh my god. 9-ка. 9-ка. Многу добре, многу пријатно ми изненади. Нема вакво очекување. Следно имаме Milka Choco Snack. Да видиме ова што е. Ми личи овако да ќе биде такво меко исто. Да видиме ајде дали ќе биде подобро Milka или Oreo. Натре какво личи. Oh my god. Се мислев да дам 9,5, ама нема смисла, ова е 10-ка, човек. Ова е 10-ка, мислам. Не знам што повеќе од убаво вкусно благо бих сакал повеќе од ова. Ова е врв. Од Чупа Чупс имаме Кола Explosion. Ако ќе сака ова да го покаже, еве го. Вакво е. Да, окей, ова е како гумена бомбона некоја си. Кока-кола вкус, човек. Шо сакаш? Најдоброто нешто е ова. 9 од 10. Само поради тоа што не сум некој многу голем фан на гумени бомбони, али вкусот е предобар, така да 9 од 10. Мислам дека некоја седмица дадов во текот на видеото, али скоро се е од 8 нагоре. Се ми е превкусно. Ни остана уште две работи. Едното е ледена бананица. Се вика ледена бананица. Другото е Jelly Bone Store
Patch. Одиме со ледена бананица да видиме што ја прави оваа бананица толку ледена. Еве, каква е. Како крем банана, ама со желе внатре, гледате. Гледате, горе има слој што е желе. Е многу добро. И дава некој еднаков ладен вкус. Ќе му дам 8. И последното нешто за ова видео се овие Sour Patch, што ако памтите ги имаше, мислам, неки во работи што ги пробува од Америка. И да видиме таман каков вкус имаат овие. Имаше целка дека навака се отварат. Значи буквално се лубеници. Вакви се сите лубеници внатре. Кога ќе прочиташ Sour Patch, не утка. Сакам уште да видим. Много добро. 9 од 10. Ете, тоа беше тоа видео. За брзо снимам уште едно, затоа што тука ми е, буквално тука ми е под бирото тука, али не сакам да ви покажам што следува, затоа што сакам да остане така изненадување, али ве чека преако видео од многу далечна држава. Верувам дека ќе биде многу дека ќе биде преинтересно и многу чудно и така. Не ви кажам што е, али за после ова видео ќе има факти, ќе има некое друго видео, така да ќе биде за многу брзо и тоа. Тоа беше за ова видео, што најверојатно е последно со оваа позадина и ми е малку тажничко тоа, така да го кажувам, затоа што мене ова ќе ми фали, али добро барем во некој влог, во нешто ќе го гледаме ово. Студиото се префрлува во студио, така што одиме да местиме таму и тоа е иначе причината зашто моментов нема многу често видеа, затоа што го средувам местото, ми треба време, ми треба фокус на тоа. Порачувам 1000 работи, место 1000 работи, се јавувам на 1000 луѓе, на 1000 мајстори, на 1000 производители, на све можно, али на крај ќе вреди на крај, ќе се помача месецов, али таму септември веќе да биде свет сакум пак. Тоа беше што гледавте ова видео. Ако сакате уште вакви видеа, ставите лајк и не заборавајте да се супскрајбите на мојот канал за уште многу интересни видеа и ние се гледаме следното видео за многу брзо. Чао!